Здраво друштво, здраво близнаци. Значи ова ќе биде видео за вас и ќе зборуваме за се она што ве очекува во периодот што следи, односно втората половина на месец март. За март веќе ние знаеме отприлика што не очекува, нели во претходното видео зборувавме, меѓутоа ова ќе биде или до објаснување на пораките или за некои нешто не се кажало, па мора да го споменеме и така натам. Како и да е, пред да започнеме би сакала само да ве потсетам дека убаво е да се претплатите. Ќе кликнете нели само на копчето и потоа на звончето, ќе си добивате известувања и ќе уживаме заедно и навремено во видеа кога пристигаат. И па сега да видиме што да чекаат близнаците. Морам да забележам дека се ова што го гледам овде е повеќе љубовна енергија и страсти отколку нешто друго. Меѓутоа сепак генерални се пораки кај некого во љубовта, кај некого во работата, вие ќе си го сместите онаму каде што мислите дека припаѓа пораката. Значи за почеток, јас мислам дека добар дел од вас, вие сте премногу возбудени околу некоја работа. Таа работа може да биде и човек. Толку многу го имате во мислите, го имате во чувствата. Дури морам да забележам дека помалку и ласцивна е оваа енергија, помалку промискуитетна. Знаете, ова е многу повеќе сексуална е оваа желба отколку емотивна. Значи, вие премногу мислите на задоволството со оваа личност, или пак, ако е работа нешто од професионалниот живот се разбира, вие сте влегле, или затоа што не сте влегле, влегувате со премногу страст во ова нешто. Дури ни сами не може да се препознаете од каде кај вас ваква огнена енергија, вие сте воздух, вие додавате на овој оган и ова станува огромно, дури имате чувство дали ќе може да го издржите се тоа. Сега мора да кажеме, се овде вака се делат некако сценаријава. За дел од вас, вие едноставно не можете да извадите од мислите некој човек, некоја личност. Таа личност, верувам дека е во знакот во огнен знак, значи или е овен, лав, стрелец, или пак постои можност да е водолија или јарец. И сега за тие кои ќе се пронајдете овде, морам да забележам дека и вие воопшто не сте задоволни од односот на таа личност кон вас. Затоа што вие постојано добивате помешани сигнали, никако да добиете конкретен одговор или решение или одлука од таа личност. Никако едноставно не може да дојдете, пред се не може да дојдете до неа, некако ве блокира на некој начин. Пристапот кон неа ви го блокира. Вас ви измачува ова, страшно ви измачува, не добивате ништо и се разочарувате. А толку многу мислите на оваа личност, толку многу планирате, толку ја имате во главата, што дури сте почнали да фантазирате работи со неа. Морам да кажам дека и овој период ќе си остане на истото. Може би оваа личност, овој човек, може би е стрелец и може би не дозволува пристап до вас, до него не ви дозволува пристап,
заради некакви негови незини убедувања. Може би се работи за верски убедувања, може би се работи за морални убедувања. Може би, вие знаете, за дел од вас таа личност не е слободна и затоа не ви дозволува да дојдете до неа, до него. Може би и за тоа се работи. И ако е така, вие тоа си го знаете, нели што има јас да ви го кажувам повторно. Меѓутоа, пораката овде е дека енергијата останува иста и односот на оваа личност ќе остане се уште. Мислам, втората половина на март нема да се промени ништо. Единствено ќе се промени, може би вашите чувства на некој начин ќе се променат, на начин што ќе мислите дека време ова да се заврши. Вие не можете да издржите околу некоја енергија. Нема емоции овде, верувам нема емоции, меѓутоа некоја страст, некоја. Не знам дали можете долго да ја издржите, затоа што оваа личност не доаѓа ниту во март. Ниту во март. Сега за дел од вас морам да кажам, ви е блокиран пристапот и не доаѓа, не може да дојдете до неа и до него, затоа што оваа особа има опции. Да. И сега си ги мери опциите. Може би за тоа се работи. Едноставно има опции, па вие не влегувате некако во тој потесен круг на незините опции. А може би, како што ви кажав, едноставно не може да помине преку своите убедувања, морални и верски, какви да се. Значи не се менува ништо, останува во март повторно тоа истото. Не добивате од неа ништо. За другите од вас, за кои се работи за проект некој креативен, некој потфат кој не знам, апсолутно ве обзема, вие може би го држите и во тајност, сте го започнале, сте влегле во нешто, дури мислите дека сте луди во што влегувате, меѓутоа ви ветувам дека тоа ќе ви донесе страшно голем успех. Некој рак може би е поврзан со ова, може би некој рак ви ја дава поддршката, ветерот во грб, може би вие само сте силни да сокриете нешто од неблиските, се додека не го видите исходот. Како и да е, јас ви ветувам дека ова како по некоја магија ќе се оствари за вас по најдобар можен начин. Успехот ќе го доживеете на најубавиот можен начин. Имате се што ви треба, ова е магионичарот. Тој апсолутно има се што му е потребно за да ја направи магијата. Тоа сте вие во овој случај вие сте. Вие ги имате сите потребни ресурси. Вие за ништо не треба да се грижите. Успехот е неминовен и доаѓа кон вас. Значи, околу тоа би било тоа. Значи, во овие кратки видеа, колку можам повеќе да кажам, едноставно толку е и времето. Сепак да не го испуштиме овој дел во кој вие си замислувате нели желба, јас ви кажувам со да или со не или со кратка некоја порака. Значи, кратка не треба, порака или одговор еден. Ајде да видиме. Ова се премногу карти, нема да ги земам во предвид. Значи нешто кратко нам не треба. И па, драги мои, да видиме што ве очекува. Каков одговор на вашата порака. Значи, одговорот е да. А пораката е дека да, ќе застанете цврсто над се, да, ќе успеете да останете на врвот и да, ќе ги завршите сите ваши обврски успешно и навремено. И
Па, драги мои, тоа ќе биде оно што можеше да се каже во овој видео. Јас до следното ви посакувам многу здравје, прекрасни мисли и се разбира се гледам до следното. Чао, чао!